Ке го одбрани ли државата, домашниот и дивиот свински фонд од африканската чума останува отворено прашање се додека опасноста е на граница и е реална. Меѓутоа, во јавноста, особено ловечката, веќе јавно се реагира дека превентивните мерки се построги и дека може да ја нарушат природната рамнотежа во природата, а и крајно негативно да влијаат врз опстанокот на свињарските фарми и воопшто врз развојот на свињарството. Фактот дека досега не е откриен ниту еден случај на заболено животно од африканска чума им оди во прилог на таквите коментари. Негативните реакции во јавноста ги подгреваат и спроведувањето на мерките на терен кои не секогаш се со потребни резултати. Например, во поедини ловишта веќе се отстрелуваат значајни бројки диви свињи, а во други не е отстрелан ниту еден примерок. Поедини концесионери организираат масовни и соопфатни хајки, други само символично излегуваат на терен и се враќаат со празни раце. Изминатиот викенд ловците од Сдруженијето Бел Камен од Виница во 2 дена отстрелале 5-6 диви свињи, волк и 15 лисици, што е исклучително успешна акција. Уште повеќе ако се знае дека и во претходните хајки се отстрелани повеќе примероци од овој дивеч. Истовремено, концесионерот Текстил, кој стопанисува со двете ловишта во општина Кочани, во хајките во кои учествуваат мал број на ловци, немаат отстрелано ниту еден примерок. Исто како и подружницата Осогово, чии членови редовно излегуваат на терен, меѓутоа засега без резултати. Ловното здружение Горица во Чешиново Облешево првично добило дозвола за лов на диви свињи, меѓутоа подоцна му е одземена, па и на тие терени не се спроведуваат превентивните мерки.